многумина велат дека летото не е време за тренинг. Дали е тоа мит или пак вистина? Како да ја задржиме мотивацијата во топлото време, високите температури? Тоша Зафиров ни е гостин. Мислам дека од прва рака ќе ги дознаеме сите овие потребни информации. Добро утро и поздрав за сите ваши гледачи. Добро утро, Тоша. Летото е во полнек. Дали е безбедно да се вежба кога температурите се над 35 Целзиусови степени? Искрено мораме да бидеме многу предпазливи, посебно во овие летни горештини, а посебно оние кои што имат било каков здравствен проблем, бидејќи сепак се услови кои што се малку надвор од нормалното, затоа треба да бидеме предпазливи, да внесуваме на вистина многу течности, како пред, така и за време на вежбањето, исто така да внесуваме многу електролити, бидејќи сепак ги трошиме на овие жештини и треба да не се изложуваме колку што можеме повеќе на сонце, да биде тренингот или во затворено, или рано наутро, или подоцна навечер. Така да ќе се фатиме на многу од овие сегменти кои што ги спомена, но првенствено да одиме со ред. Прво, кое е најдобро време да се вежба и дали треба да поделиме сега кој е професионален, нели, билдер или спортист и оној кој што рекреативно да се занимава? Па за мене најдобро време, за мене зборам, како индивидуа кој што долго и години во спорт веќе професионално се занимава со ова, рано наутро и подоцна навечер, попладне. Јас станувам во 6 наутро и првиот тренинг ми е на водно, но истина е прекрасно. И времето е преубаво, птици, чист воздух. Геш Маријана, некој ужива во 6 наутро на водно. Така, ние сме на својата работно место. Ние во 6 наутро место. не можеме да вежбаме, тука сме. Но ве поддржувам. Вториот тренинг ми е подоцна навечер околу 19:30, така ми се поделени тренингите за да можам и да го регенерирам телото и да можам доволно да внесам храна, а сите ние треба да се го прилагодиме тренингот спрема, како што кажавте вие, рано наутро сте овде, значи мора да се прилагодите попладне спрема вашите обврски, така секој си го најде своето време кога може. Ја споменавте водата и електролитите. Колку вода треба да се внесува пред, за време и по тренинг? Па ако е навистина топло, најдобро е да литар и половина, некои 2 часа пред тренинг да внесиме и половина до 1 литар за време на тренинг. Ако можеме да додадеме електролити за време на тренинг. Ако тренингот трае 1 час, например? 1 час, час и половина, обично толку да е тренинг. Електролитите треба и за време на тренинг? Па за време на тренинг е добро да ги пиеме, да. А што се однесува до храната? Треба гладни да вежбаме наутро, да речеме сега, нели, спомена во 6 часот. Еве некој може во 6. Дали е добро да биде гладен пред тренинг или да касне нешто па да вежба? И што да биде тоа? Па најобично се препорачува да кардиото или првиот тренинг да е на гладно. Зошто? Затоа што телото нема од каде да црпе енергија рано наутро и тогаш црпе од тие масти, да кажеме, така да правиме добро за себе и на некој начин го оформуваме и ги трошиме масните наслаки. Кои се оние први знаци? Многу прашања имаме. Ајде, не надповели. Повели колешка, нема. Кои се оние први знаци што телото ни ги испраќа како сигнал дека треба да прекинеме со вежбањето? Затоа што ве споменавте, нели, наутро на гладно срце треба да се оди да се вежба, посебно нели кога е оној кардио тренинг во прашање. Ние во секој случај, не само за вежбањето, било што е општо во животот, треба да се го слушаме нашето тело. Ако веќе осеќаме навистина умор, вртоглавици или било каков симптом кој што ни се коси од она што е секојдневно и нормално, веќе треба да прекинеме или да намалиме става физичка активност. Така да треба да си го дозираме тренингот спрема нашите можности. Не треба никош да форсираме повеќе од тоа. И да има некој тренер околу нас да работи со нас, треба добро да не познава, сепак да го дозира тренингот колку што треба да биде. Сепак здравјето не е пред се и најважно се. Кога сме кај дозирањето во лето, дали треба помалку да се вежба? Па се препорачува и со помали тежини и помал интензитет, сепак надворешните услови се малку подруги. Загревањето, ладењето на телото е многу подруго, стварање на температурата на самото тело за време на вежбање и после вежбање, така се препорачува и јас самиот си го дозирам, например, зимен период, знам и повеќе килажа и подолги тренинзи и поицрпувачки, но летто си го дозирам спрема мене, сепак временски услови налагат тоа што го налагат и мора да бидеме предпазливи со тоа. А кои се оние најчести грешки што ги прават луѓето кога вежбаат на високи температури? Па не знам, ако се вежба надвор, баш на сонце и на овие жештини, тогаш ние
кога бевме во Дубај, јас пробав таму на отворено, бидејќи имаше прекрасни теретани, но отворено отидовме негде на 11-12 часот да направам тренинг, но навистина беше неподносливо и сватив дека не е изводливо тоа и затоа рано наутро или доцна навечер. Сега кога сме кај затворени тренинзи, колку грешка се прави со клима уредите? Колку треба да биде ладна просторијата? Дали е добро да има клима уред во просторијата? Па ние вежбање на клима уред? И во повеќе теретани сме биле низ себе, може да кажеме, целиот свет сме пропатувале. Посебно во Америка, таму ги користат тие вентилатори, бидејќи да не е она ладна клима, изладена просторија и надвор кога ќе излезеш веднаш да направиш чисто вртење на воздух, веројатно само. Некаков шок, да, прочистување на воздух, вентилација имат и она само да го разладува воздухот. Бидејќи сепак овде многу ладна просторија, тренинзи и телото загреано, надвор кога ќе излезеш, тоа се големи шокови и мора да бидеме предпазливи и со во каква температура вежбаме. Да. Температурни разлики. И веројатно треба за облеката, сигурно. Да, и јас истото сакав да прашам. Прочитав, Маријана. Каква облека и обувки се најсоодветни за тренинг во жешките денови? Па колку што може полесна облека, да биде попријатно да чувствуваме ние и полесно да не биде за време на тренинг, така да соодветна облека што е. Тенка маичка, кратки панталони, чисти патки, чист пешкир, вода со нас и сега едукативно која категорија на луѓе треба да внимаваат со вежбањето? Може и генерално, може и за лето, еве конкретно што зборувам. Види, има луѓе кои што константно со години и години вежбат и например како ја што сум кај мене дали е лето, есен, пролет, не им представува никаков проблем, значи. Мене секојдневно уживање. Јас сум добар, да знае Тоше. Не сум толку редовен. Вежбаш постојано, сакаш да кажеш? Па сега започнавам помалку. Честито колега, да, јас година Маријана се справува со справата дома. Додека не ја убедиме дека треба да оди на место кај што се вежба. Така поедноставно би било во секој случај. Да, но додека некој ако има било каков здравствен проблем, сигурно дека треба да бидат многу предпазливи. Но сепак, како што кажеме, треба да има континуитет, така да не бараме изговор дека е топло, дека е лето. Обично ние сите вежбаме до лето, за да видиме дали на одмор или месец дена пред одмор. Така, како рече Маријана, имаш нека вежби за 3 дена. За 3 дена, да, 3 вежби за 3 дена, така. Но добро е тоа, гледам дека се менјава многу и така да гледам одат на одмор, се враќаат веднаш продолжуваат во теретана, така да последните 4-5 години вистина менталитетот е многу променет кај нас. Да. Како изгледа еден идеален летен тренинг за рекреативец кој сака да остане во форма? Па добро е малку кардио си го загрее своето тело. Добра. Се започнува со кардио секогаш? Ако е почетник може да си направи кружни тренинзи 3-4 недели да го привикне телото на тренинг и потоа може да подели мускулни партии. 3 пати неделно сметам дека е доволно за рекреативец да посетува теретана. Така да е еден добар баланс. Тука е нормално дека мораме да избалансираме и исхраната. Не е сега ние да бидеме професионални бодибилдери, но барем малку од малку да припазуваме тоа што го јадеме, посебно новите температури, навистина е препорачливо и пожелно да пазиме на исхраната. Полесна исхрана, повеќе овошје, зеленчук, течности многу повеќе. Одлично, Тоше, благодариме за сите овие совети, секогаш сте добре дојдени, така што во следна прилика повторно ќе продолжиме на истиве овие теми. Благодарам на поканата и убаво лето. Фала.